Во саботата на 9 ноември во спортската сала Гоце Делчев во општина Илинден се одржа 13-тиот меѓународен турнир во џиу-џица Скопје Open 2024. Традиционално на овој турнир учество земаа клубови и екипи од повеќе држави, и тоа Словенија, Бугарија, Австрија, Црна Гора, Грција, Република Српска и секако Македонија. Над 200 борци се надпреваруваа во машка и женска конкуренција. Турнирот го отвори министерот за спорт Борко Ристовски. Скопје повторно е домаќин на врвни спортисти, а јас сум горд што како Министерство за спорт продолжуваме да го поддржуваме развојот и промоцијата на боречките вештини во нашата земја, истакна Ристовски. Меѓународниот турнир го поздрави и градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски, посакувајќи им успех на надпреварувачите и поздравувајќи ја целата организација. Инаку, традиционално овој турнир е во организација на Македонската џиу-џица федерација со поддршка на Министерството за спорт на Македонија. Општина Аеродром започнува средби со граѓани на кои ќе се даваат предлози и идеи за креирање на општинскиот буџет за 2025 година. Аеродромци ќе можат да ги дадат своите предлози и идеи и да дискутираат на теми поврзани со буџетот за наредната година. Почетокот на средбите ќе биде од 19:30 часот, а истите ќе се одржат во повеќе општински основни училишта, каде што ќе има и формулари на кои граѓаните ќе можат да ги остават своите идеи во пишана форма. Жителите што нема да присуствуваат на некоја од овие средби, своите предлози имаат можност да ги испратат на емаил адресата idei@aerodrom.gov.mk. Општина Аеродром ги поканува граѓаните да учествуваат во креирањето на буџетот за 2025 година, со што ќе придонесат во создавањето подобри услови за живот и работа во нашата општина, нагласуваат од општината. Денес во општина Газибаба ќе се одржат два граѓански форуми во рамки на постапката за креирање на буџетот на општина Газибаба за 2025 година. Имено во 18 часот ќе се одржи граѓански форум за жителите од Ергеле, Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлери, Колонија, Идризово и Дрма во основното училиште Крумтошев. Додека пак во 19 часот ќе се одржи граѓански форум за жителите од Хиподром, Маџари, Кирил Петрушевски и Триангла во основното училиште Вера Јоцик. Градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски ги повика граѓаните да земат учество во форумите и со своите идеи да го дадат својот придонес за подобра Газибаба. Дополнително, својата идеја жителите може да ја дадат и онлайн на следниот емаил твоја идеја maјмунче@газибаба.gov.mk, стои во соопштението од општина Газибаба. За една седмица јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар отстранило 194 непрописно паркирани возила. Имено во периодот од 4 до 10 ноември, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 194 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, велат од Паркинзи на општина Центар. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка со цел да се доведе во ред сообраќајниот хаос и проблемот со непрописно паркирање на комерцијалните и резидентните паркиралишта и улици на територијата на општина Центар, соопштуваат од Паркинзи на општина Центар. Општина Карпош објави јавен повик за доделување на еднократна парична помош по повод 3 декември, денот на лицата со попреченост, под мотото "Сите сме исти, сподели среќа". Имено локалната самоуправа ќе доделува еднократна финансиска помош за оваа категорија на лица во висина од 5000 денари. Право на остварување на еднократна финансиска помош имаат лица со попреченост, жители на општина Карпош. За остварување на ова право, лицата потребно е да достават лична карта, трансакцијска сметка, наод и мислење за вид и степен на попреченост во физичкиот или психичкиот развој и специфичните потреби. Комплетната документација може да се поднесе во архивата на општина Карпош. Рокот за пријави е до 25 ноември.
Во текот на изминатиот викенд, екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје реализирале активности за отстранување десетина диви депонии, лоцирани во скопските општини Чаир, Центар, Кисела вода, Аеродром и Карпош. Во општина Чаир е интервенирано на улицата Самуилова, каде што во непосредна близина на Музејот на современата уметност се подигнати приближно 15 кубни метри градежен отпад одложен на сообраќајна површина. Во Центар се расчистени вкупно 10 кубни метри отпад од диви депонии, лоцирани на неколку локации долж улицата Орце Николов. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје расчистиле и обемна дива депонија, лоцирана на улицата Димо Хаджи Димов во скопската општина Кисела вода, каде што се подигнати и транспортирани 15 кубни метри непрописно одложен кабасти отпад од картонски пакувања, стои во нивното соопштение. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно